Дали македонските работници се заштитени за нивното физичко и ментално здравје? Колкава е безбедноста при работа во Македонија? Денешното одбележување на Светскиот ден на безбедноста и здравје при работа создаде двоумење кај граѓаните, па на терен со поделени мислења одговараат на прашањето колку работниците се безбедни. Едни велат дека се, други пак дека не, ама и едните и другите согласни дека се зависи за каков тип на работа станува збор. Па добро се, зависи која бранша се вработени. Сега, например, администрација се безбедни. Сега, например, на градежништво не се безбедни. Другите што се сега, например, шофери не се безбедни, па безбедност треба да мислам така. Сега зависи која бранша се вработени. А не различно е. Не можеш сега, например, да ги ставаш тие со тие у исти кош. Безбедни се. Зависи од работата, нормално не може. Па многу зависи безбедноста и работниците како одат на работа, да не одат пијани, да не одат, се зависи од работата. Не знам. Кога ќе се присетат повозрасните на терен, времето некогаш и сега е небо и земја. Некогаш, како што велат, безбедноста била поголема од сега. Не, понапред беше многу побезбедно и подобро. И од секој аспект за живот, мислам. Подобро е било се. И на улица си безбеден, и секаде безбеден. Не. А сега едноставно да те страи на улица. Самите ние граѓани сме камоли на работа. Во согласно со ситуацијата, со подигањето на свеста за здравјето и безбедноста при работа и превземање мерки, може да се помогне во спречувањето на понатамошни повреди и смртни случаи, како и злоупотребата на положбата на работодавачите и менаџментот во експлоатацијата на вработените.